Не застануваме тука, имаме уште гости во денешново издание од утринската на Телма. За активизмот, за хуманоста зборуваме со Климентина Илиевски од магазинот Лице в лице, инаку единственото улично списание во Македонија, кое што веќе прослави јубилеј од 20 издадени броеви. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Многу ми е драго што на последниот број од списанието, кое што излезе кога ќе будете, пред колку време? На 15 мај. На 15 мај се најде семејството Матовски. Ние во минатата недела ги имавме и тука во едно фамилиарно дружење, имавме всушност со ова семејство. Целта беше да го прославите денот на семејството. Како дојде нели до целата соработка со нив, како поминавте на снимањето? Од каде идејата и зошто тие ве асоцира, се всушност синоним за едно убаво семејство? Убаво прашање. Имавме дилема дали треба да представиме семејство кое што има мали деца, зашто нели тогаш како најголема е грижата и посветеноста на родителите кон децата, или пак да избереме семејство кое што по нешто се разликува од другите семејства во однос на посветеноста, ангажманот. И кога дискутиравме во редакција дали едната или другата опција, едногласно беше дека треба да насловницата да им припадне на семејството Матовски, ради посветеноста, ради семејните врски цврсти што ги имал во ова семејство. Веројатно имаше и влијание тоа што Цако е момче со Даунов синдром, па оттаму и некои поцврсти врски фамилиарни, или? Тоа сакав да го нагласам, дека тие ни се пример за семејство, кое што вложило сериозен напор за Цако, нивното синче, да добие третман како што заслужува во општеството. Нивниот однос кон своето дете влие исто на односот на средината кон тоа дете. И тоа е пример како треба да се однесуваат и останатите семејства кои што имаат детенце со посебни потреби. Заради тоа што перцепцијата на родителите кон детето и она што сакаат тие да придонесат, да постигне тоа дете, таа слика, тоа влијание секако влија и на средината. Ние за жал во однос на ова прашање сме многу назад како земја и за жал уште се среќаваме со сериозни примери. Имавме број посветен на ретките болести и тогаш сретнавме многу семејства кои што отворено зборуваа за проблемите со кои што се соочува. Значи, од една страна постои некаква стега дали јас смеам да го изнесувам надвор заради стравот како ќе биде прифатено тоа дете од средината. Дали е само заради стравот или има и срам кај родителите? Срам комбинација би кажала дека, а од друга страна нивната неподготвеност како треба да се однесуваат и да се соочат пред се и да знаат како да делуваат, зашто во суштина ако размислиме подобро, секој од нас има некаква посебна потреба. Така е. Само колку ќе знаеме да се носиме со таа потреба зависи од поддршката од семејството, а потоа и од нас самите. Ако викате дека имате заедничка емисија во која што гостувал и Цако, ако го видите како размислува Цако и како делува, ќе видите една комплетна личност која точно знае што сака во животот. И се сеќавам пред извесно време ми закажа состанок, ми се јави и ми кажа јас сакам да разговарам со тебе за соработка. И ја на големо мое задоволство го поканив кај нас во редакција и ми вика Цако се пофали дека е новиот соработник на Лице в лице. Така е. И ми кажа, јас имам успешен проект. Вие исто така имате успешен проект. Зошто да не споиме два успешни проекта? И јас би сакал да бидам колумнист во Лице в лице и од минатиот број Цако почна да ги пишува своите колумни во Лице в лице. И мене ми е навистина особено драго што имаме таков колумнист, заради тоа што има што да сподели. Тоа е една поинаква перцепција, нешто што може нас сите да не научи како треба да се однесуваме и да делуваме кон овие. Апсолутно се слушувам со вас и верувам дека пораката на Цако и пораката на вас како Лице в лице допира до македонската јавност. Од задната страна на магазинот е фамилијата или семејството Костуранов. Зошто тие исто за вас беа синоним за семејство во овој број?
Ване е еден од нашите редовни соработници, во повеќе изданија на Лице в лице имаме дали негови дела, дали негови размислувања. Ми се допаѓаат делата негови кои што имаат допирна точка со семејството, исто така. И исто така, она што заклучивме како тиме, дека се исто покомпактно семејство кое што остава впечаток на едно здраво семејство, кое што може да биде добар пример. Здравите семејни врски и тоа како се важни и се потпора за успех на сите членови на семејството. Вие го прославивте денот на семејството со една убава прослава во градскиот парк во Скопје со фамилијата Матовски и така натака. Реално знаат ли луѓето во Македонија да си ги почитуваат најблиските? Дали всушност го знаат на суштинско значење на зборот семејство? Јас не би можела да навлегувам во тоа, заради тоа што како организација, како паблик не сме направиле некои подетелни истражувања во врска со ова. Меѓутоа, многу ми е драго, конкретно овој број се направи во соработка со Битолска млекарница и тие во рамките на своето општествено одговорно делување ја го поддржуваат зајакнувањето на семејството и семејните врски и на тој начин дојде до оваа соработка. Од друга страна, мислам дека не доволно како земја работиме на семејните политики, за да можеме да имаме повеќе време како родители да им посветиме на своите деца. Мислам дека сериозно се нарушува оној баланс работа и семејство и поради тоа сериозно трпи семејството. Меѓутоа, ова не е ситуација само во нашата земја, генерално и во западните земји се забележува тренд на недоволно посветеност на семејството и едно истражување покажало дека семејството во просек поминува 8 часа неделно заедно и за жал и тие заеднички моменти што се поминуваат заедно се заедничко гледање телевизија или јас читам на едниот кревет и на нема интеракција, нема дружење. Заради тоа што семејствата се навистина претежно родителите уморни и немаат време за да се оствари таа интеракција. Разговорите што се многу важни, размената на мислења, чувства, за жал современото живење и за тоа се пишува во овој број на Лице в лице кои се предизвиците на современото семејство. И наместо вовед во овој број ја прашав Надја која што има 8 години, може да отвориме што е за неа семејство, го нацрта своето семејство и потенцираше, значи мислам дека ова го направи за 30 секунди, ги нареди суштинските работи и тоа е она што треба да ги прашаме децата за да знаеме што е она што им е потребно и навела љубов, помош, радост, смеење, гушкање, играње, кога сме заедно, кога си кажуваме нешто смешно што ни се случило во денот. Многу едноставно и темелот, кога го видоа психолозите кои што работат со продавачите на Лице в лице, баш тоа го искоментира, кажала се. Буквално се, да. Со неколку зборови. 20-тиот број говори многу за Лице в лице, со оглед на тоа што имате веќе 20 броеви зад вас, еден мал јубилеј се слави. За која лекција во животот сте побогати, не само вие, туку целосниот тим кој што стои зад списанието, зад магазинот? Знам и верувам дека со оглед на посветеноста со која што работите, темите кои што ги обработувате, веројатно и многу сте научиле, но и вака што би издвоиле низ овие 20 изминати броеви? Јас би кажала дека Лице в лице ги менува животите не само на продавачите на Лице в лице, туку и нашите животи, значи на тимот кој што е вклучен во создавањето на содржините, меѓутоа и тимот кој што работи директно со продавачите. Со оглед на тоа што третираме теми кои што за жал не се соодветно застапени во останатите медиуми, тоа е едно граѓанско образование. Тоа што континуирано се соочуваме со такви теми и проблеми, нормално дека влија и на нас самите и не менува како личности, ги менува и нашите погледи. Мислам дека генерално сите ние можеме да кажеме дека сме
по-активни, по-посветени граѓани поради работата во лице в лице. А многу ми е драго и што кругот на соработници на лице в лице континуирано се зголемува. Тоа се луѓе кои што сами се јавуваат, доаѓаат кај нас во редакција. Како Цако, например. Така. Така. Има многу луѓе кои што дел од соработниците ние им се обраќаме за да напишат текст во списанието согласно нивната експертиза, меѓутоа поголемиот дел доаѓаат во нашата редакција, па често знаеме да разговараме во однос на темата која што е предмет на нивни интерес, да ги дефинираме аглите кои што сметаме дека би можеле да направат соодветно влијание на публиката што го чита списанието. И ако тоа многу често знам да го потенцирам, ако го гледам светот преку луѓето кои што се собираат околу лице в лице, светот ни е навистина едно убаво место. Розов свет. Да, така. Со оглед на тоа што половина од цената ја добива продавачот, дали е зголемена продажбата на лице в лице од година во година или од број на број, дали расте продажбата? За среќа расте продажбата. Еве овај број конкретно е комплетно распределен по организациите кои што се наши партнери, веќе сериозен процент е продадено, можда околу 70% до сега е продадено и размислуваме за зголемување на тиражот. Тоа значи дека колку поголем тираж, толку повеќе семејства им се обезбедува шанса за еден понормален живот. Како е во другите градови во земјава? Каде се на друго место се продава лице в лице? Бидејќи јас сум убедена дека има интерес за магазинот и во другите краишта, особено во оние можеби и поруралните или не толку застапени кои што семејства кои што не има интернетот постојано достапен и така натака, не може некои работи да ги следат, но сепак се инволвирани во темите кои што вие ги обработувате. Кога одлучуваме во кој град ќе се прошири мрежата, тогаш првенствено се трудиме да најдеме партнерска организација која што ќе разбере суштината на мисијата и ќе делува соодветно на она што е поставено како цел. Во моментов во 6 градови се продава списанието: Куманово, Скопје, Битола, Струга, Охрид, Неготино. Се надевам дека сите ги направив и тоа е заради квалитетот на организациите кои што ја спроведуваат мисијата на лице в лице во своите градови. Инаку, лице в лице да се уменеме дека е член на меѓународната мрежа на уличен печат, со оглед на тоа дека и ова е прво и единствено улично списание во Македонија. Што значи да се биде дел од таа мрежа? Многу е важно да сме дел од таа мрежа заради размената на искуства. Еве, конкретно минатата недела имавме заедничка средба со представници од Августин, тоа е уличното списание на Виена, и може да се направи споредба до каде сме, што можеме да промениме. Тие работат, например, со 450 продавачи, нашата бројка е 40 до 50. И ми беше исто многу важно да слушнам од публиката во Виена како ги перцепираат овие продавачи. На моје многу големо изненадување, речиси сите со кои што разговарав на оваа тема ми кажа: ние ги почитуваме тие лица, тие се составен дел од ова општество и многу е важна поддршката што ја упатуваме ние кон нив. Исто ми кажа дека овие продавачи се многу пријатни, дека во исто време се и предприемачи, ама и забавувачи. Вика, не можеш да не му го купиш списанието. Не може да ги одбиеш едноставно. Да, и ова исто отвара можност за една соработка, интеракција меѓу нашите продавачи и продавачите од некоја друга земја. И нас многу ни е важно продавачите наши да се свесни дека се дел од една вистина голема мрежа и дека постои можност за размена на искуства и тоа им дава некаква поддршка, сигурност и можност за нивни развој. Паралелно, значи, со продавачите спроведуваме едукативна програма со психолозите Катерина Ангеловска и Јасмина Дурич. Прво се спроведуваше менторска програма и сега координаторот на програмата за продавачите Жармена Божиновска утврди дека важно е, освен менторската програма, за лицата кои што имаат семејства,
да се направи уште една програма за нивно посериозно зајакнување и за да можат исто така да делуваат на генерациите кои што доаѓаат после нив, односно на нивните деца. И резултатите во овој момент можеме да кажеме дека се навистина добри и очекуваме на крајот на годината кои ќе ги сумираме да добиеме податоци кои што во иднина би ја доразвиле програмата соодветно. Споменавме дел од темите кои што низ изминативе броеви се обработени, како ретките болести, сте обработувале велосипедизам, социјална правда и во новиот број семејството, значењето суштинско на семејството и така натака. Верувам дека веќе работите на новиот број, па чисто да најавиме кои теми би биле во фокусот на 21-виот број на Лице в лице. Размислуваме за следниот број да се фокусираме на екоселата. Постои тренд и во Европа на враќање на граѓаните од град во село, градење одржливи системи, градење со природни материјали, зачувување на градби кои што ја зачувуваат енергијата. Размислуваме во таа насока и се надеваме дека во текот на следнава недела веќе ги докомплетираме идеите кои што ги имаме за следниот број. Па со следниот број да ни дојдете и повторно. Ви благодарам за континуираното следење на нашите активности и особено ни е драга поддршката што доаѓа од Телма. А нас ни е особено драго кога промовираме и се активизам и се надоврзуваме и ве надополнуваме во сите оние хумани работи кои што ги правите. Ве очекуваме повторно да ни дојдете во Телма.